Почитувани граѓани, овој е наш убав македонски град под Маркови кули, почитуван градоначалник, почитувани советници од Советот на општина Прилеп, почитуван на министерке за труд и социјална политика Јагода Шехпаска, почитуван министер за здравство Венко Филипче, почитуван пратеник Милет Алевски, почитуван директоре на Царини на Република Северна Македонија, почитуван директоре на детски градинки од Прилеп, почитувани присутни, почитувани представници на медиумите. Ова за нас е историја заради тоа што после толку години се гради еден од најубавите, најголемите објекти за згрижување на деца во нашата земја и во овој пролетен ден денеска сме овде да одбележиме и да испратиме порака на среќа заради тоа што нема поважно од нашите деца. Со огромно задоволство ја прифатив поканата да бидам дел од овој настан, со кој го одбележуваме почетокот на работите на новата детска градинка во Прилеп. Навистина станува збор за изградба на целосно нов објект за потребите на јавната општинска установа детски градинки, наша иднина од Прилеп, овде во населба Точила, која ќе има сместувачки капацитет за 252 дечиња. Сепак, сакам да издвојам една за мене особено важна карактеристика на проектот, а тоа е дека градинката е проектирана да ги исполни сите современи стандарди за енергетска ефикасност со блиску до нула енергетска потрошувачка со А+ енергетска класа. Во градинката ќе биде инсталирана воздушна топлотна пумпа со рекуперација на топлината, со која се намалуваат трошоците за грејење и ладење до 50% годишно. За загревање на објектот е предвидено централно грејење со подно грејење како најповолно за ваков тип на објекти. Иновативноста на проектот оди уште чекор понатаму и предвидува покрив како зелена покривна тераса со ниска природна вегетација. Како таков, зелениот покрив нуди одлична топлинска изолација преку целата година, во текот на зимата ја задржува топлината во објектот, а во текот на летото го освежува просторот. Додека во лето температурата на класичните покриви може да достигне и до 65 степени Целзиусови, кај зелените покриви таа е помеѓу 16 и 17 степени Целзиусови. Предностите на зелените покриви се многу на број. Како топлинска изолација овозможува и до 20% помала потрошувачка на енергија за грејење и за ладење на објектот. Дополнително, на кровната тераса се наоѓа фотоволтаична постројка со капацитет од 20 киловати за производство на струја, која ќе се користи за потребите на самата градинка, со што се создаваат услови за значителна финансиска заштита. За објектот е обезбедено и поврзување со системот за гасификација, бидејќи општина Прилеп е меѓу првите општини што ќе добие локална секундарна мрежа за газ. Ова го нагласувам и заради фактот што децата во оваа градинка ќе ги добијат и првите лекции и ќе бидат на тој начин воспитувани за придобивките на зелените политики преку примерот на нивната детска градинка. Почитувани, грижата за децата и инвестирањето во раниот детски развој е приоритет на владата, но и на локалните самоуправи. Во текот на оваа година ќе бидат довршени уште 13 градинки, а во постапка изготвување на програмата за отпочнување на проекти за изградба на нови објекти за згрижување на деца. Значајно е тоа што овој проект е целосно финансиран од страна на општина Прилеп и е во вредност од 133 милиони денари. Покрај занималните и јаслите, во склоп на градинката е проектирана и современа, комплетно опремена централна кујна, која ќе ги обслужува со оброци и децата од останатите градинки. Опремата за кујната и опремата во градинката се донација од Министерството за труд и социјална политика. Уште еднаш, честитки до општината и до граѓаните на Прилеп за уште еден значаен објект за иднината на нивните деца. Благодарам. Почитуван градоначалник на општина Прилеп, почитуван министер Филипче, почитуван пратеник, почитувани граѓани на Прилеп, драги домаќини. Навистина е големо задоволството да дојдете во град во кој што
40 години не е изградена нова градинка и да отпочне на денешен ден изградбата на новата градинка. Грижата за најмладите е грижа за нашата иднина. И од тука високо во агендата на владата на Република Северна Македонија, предводена од премиерот Зоран Заев, меѓутоа посебно на Министерството за труд и социјална политика, се наоѓа изградбата на нови детски градинки и проширување на веќе постоечките. Многу е важно предшколското образование, затоа што нашите најмлади се подготвуваат за влезот во основно образование. Тука ги учат основните елементарни работи за социализација, за дружење, за учење преку игра, учење на основните морални вредности, кои што понатаму ќе ги изградат во вистински граѓани на оваа држава. Истовремено, вложувајќи во градинките, вложуваме и во квалитетен, компетентен, стручен кадар, кој што треба да одговори на потребите на децата, меѓутоа и на предизвиците што ги носи воспитно-образовниот процес денес. Градинката во Точила треба да опфати 252 деца. Проектот, како што кажа градоначалникот, чини 133 милиони денари, меѓутоа она што е значајно е партнерскиот однос на централната со локалната власт во изградба на вака значаен проект кој што ќе го зголеми опфатот на деца од предшколско образование во општина Прилеп. Министерството за труд и социјална политика во изминатите 7 месеци успеа да заврши со изградба 11 детски градинки, со што го зголемивме опфатот на нови 670 дечиња во овие објекти. До крајот на годината ќе завршиме изградбата на нови 14 детски градинки со дополнителен опфат на 1400 деца, што за една година представува многу сериозна бројка на проширување на опфатот на деца од претшколско образование. Продолжуваме сериозно да градиме градинки, како што е градинката во населба Точила, енергетски ефикасни, согласно најсовремените светски стандарди за топлинска енергетска ефикасност, меѓутоа за создавање на најсовремени услови за престој на нашите најмили. Јас на прилепчани им посакувам да отвараат нови објекти, да има потреба од изградба на нови градинки и градоначалникот ќе го држиме за збор градинката да биде завршена во следните 7 месеци. Ви благодарам. Почитувам председател на влада господин Зоран Заев, почитувана министерка за труд и социјална политика госпоѓа Јагода Шахпаска, почитуван пратеник, почитуван директор на Царинска управа, почитувана председателска на совет, почитувани советници, почитувани директори на јавни предпријатија, почитувани присутни. Добар ден. На моје огромно задоволство, денеска го означуваме стартот на градежните работи за изградба на новата детска градинка во населбата Точила во Прилеп. Со гордост можам да истакнам дека за прв пат после 40 години на површина од 5000 метри квадратни започнува да се гради нова детска градинка во општина Прилеп со капацитет за згрижување на 252 деца. Со тоа го исполнив недадениот збор пред граѓаните и трајно го решаваме проблемот за згрижување на деца во прилепските градинки. Станува збор за изградба на објект од капитално значење за градот, според сите европски и светски стандарди за квалитетен ран детски развој и за кој општина Прилеп издвои 133 милиони денари од сопствениот буџет. Објектот е проектиран да има приземје и кат, функционално поделен на два дела, од кој едниот дел со 10 простории за занимални и 3 за детски јасли, а другиот дел во кој ќе бидат сместени стручниот кадар и администрацијата. Покрај партерното уредување, од особена важност е тоа што покривот е предвиден како зелена покривна тераса со ниска природна вегетација. Зелениот покрив овозможува одлична изолација преку целата година и заштеда на енергија. На покривната тераса ќе има сончеви колектори и фотоволтаична постројка за производство на електрична енергија за потребите на самата градинка, а ќе биде инсталирана и воздушна топлотна пумпа, со што значително ќе се намалат трошоците за грејење и ладење. Објектот ќе има и централно подно грејење и ќе ги исполнува сите современи стандарди за енергетска ефикасност. Почитувани граѓани, имајќи го предвид сето ова,
Со гордост можам да кажам и да истакнам дека за 7 месеци од денеска, колку што е предвидено да трае изградбата на овој објект, во Прилеп ќе имаме нова детска градинка, современа, една од најубавите во нашата држава. Затоа ќе се погрижи изведувачот Стентон градба од Битола. Дозволете ми на крајот да изразам мојата благодарност на сите чинители во реализацијата на овој капитален објект. Благодарност до членовите на Советот на општина Прилеп за поддршката на програмата издвоениот буџет на новата детска градинка. Благодарност до јавното претпријатие за просторно и урбанистичко планирање за проектирањето на оваа градинка, како и до секторот за урбанизам и одделот за јавни набавки при општина Прилеп. Исправени сме пред предизвикот и покрај пандемијата и тешките епидемиолошки и економски услови, но ќе изградиме оваа планирана детска градинка во Прилеп. Нека ни е најрлија почетокот на изградбата на детската градинка. Ви благодарам.